Народ на улиците, блокада на собранието, брзи предвремени избори. Кое е решението за моменталната политичка состојба во Македонија? И за трите опции гласно се говори во јавноста. Дел од граѓаните се за итно изборно соочување, дел се за протести, а сигурно во наредниот период ќе се знаат и потезите кои ќе ги повлече опозицијата за новата криза во која западна Македонија. За ВМРО ДПМН најдобро решение во моментов е организирање на брзи предвремени избори, а кои ќе бидат чекорите доколку тоа не биде прифатено, ќе одлучуваат органите на партијата. Кажав, најбрзо решение за излез од политичката криза се брзи предвремени избори кои што треба да се организираат. Очекувам деновиве да се договориме и да се реализираат брзи предвремени избори. Ке има протести, ке повикате на протести, напуштање на собранија, како ќе действувате? Утре или во текот на утрешниот ден ќе заседаваат органите на ВМРО ДПМН, ќе известиме за сето оно што ќе се следни чекори сега кои ќе комуницираме со нашите партнери и во коалицијата и во рамки на оваа партнерска соработка која што имаме со повеќе политички партии. Повик за радикализација на политичката состојба стигна од лидерот на левица Димитар Апасиев. Тој вели дека со ваквото однесување на власта се губела поентата на изборното соочување. И мислам дека оваа власт не паѓа со милум и дека треба радикализација на состојбата. Што значи тоа? Како ќе заврши оваа седмица? Политичка радикализација на опозицијата. Јас сум на тој став, бидејќи очигледно тие ги користат сите полуги на власта за да оневозможат демократска транзиција на власта. Тие со вакви методи може да стигнат и до 90, не разбирате, тоа се губи смислата на изборите. На социјалните мрежи ври од незадоволство од вчерашните случувања. Постојат сомнежи дека Кастриот Реџепи потегот не го направил по своја волја, туку бил притиснат од власта. Време е за првите заеднички протести на македонската и албанската опозиција за рушење на режим. Уште ли мислите дека не е време за бојкот и протести до крај за криминалното узурпирање на системот од Зоран Заев? Црпко не си оди така, научен е да купува и продава неморални луѓе. Народ на улица му е мајката, друго чаре, а ни време нема. Јасно е дека вчерашниот ден сигурно нема да донесе помирни политички денови наредниот период, а какви ќе бидат потезите на опозицијата сигурно зависи од потезите на власта, односно дали ќе биде прифатен повикот за предвремени избори или не.